Мразот и снегот си го земаа данокот. Скршениците на нога или рака, како и други повреди од паѓање на мраз, ги полнат травматолошките центри. Откако падна првиот снег во Скопје, но и цела Македонија, двојно е зголемен бројот на луѓе кои имаат скршеници, велат ортопедите. И рентген службата деновиве е една од најактивните, каде се снимаат пациентите кои имаат мака со фрактура на екстремитети. Најчести повреди биле скршеници на подлактици и на подколеница. Кај повозрастната популација има повреди и на колковите. Лекарите со аларм до граѓаните, внимателно да се движат по замрзнатите патишта, посебно за повозрастните доколку немаат потреба да не излегуваат надвор. За несреќа се зголемени бројот на случаи со скршеници. Да речеме, оние скршеници кои што се од пад, од лизнување невнимание, најчесто скршениците на рачниот зглоб, на подколениците, се за малку зачестени. Доктор Каревски вели дека на травматолошкиот оддел во ГОП 8 септември за оперативни зафати не се чека многу, но секоја хирушка интервенција зависи од болестите на пациентот и сериозноста на повредата. Времето на чекање зависи од многу фактори. Зависи, ако имаме наплив, ние се трудиме, салите работат малтене 24 часа. Нели секогаш е малку проблем, анестезиолошки тим, претходното здравје на пациентите, особено ако се во поодмината возраст, треба многу испитувања претходно да се направат пред да може да се оперираат, така што чекањето е од случај до случај. За жал некои, нели, ако имаат и многу минати заболувања, ќе мора и да причекаат. Со материјали колку што сум обавестен дека веќе полека болницата има се што треба. Поради ваквото време, докторите очекуваат бројката на граѓани со скршеници на екстремитетите да се зголемува. По најавите на хидрометеоролозите дека во наредните денови температурата ќе падне и повеќе од 10 степени под нулата, а тоа ќе доведе до голомразица. Лекарите апелираат на внимателно движење. Дополнителен проблем кај граѓаните е и загадениот воздух, кој снегот не го исчисти. Скопје се уште е загаден повеќе од дозволеното. Најзагаден град утрината беше Битола со индекс 102. Струмица, кој изминатиот период беше екстремно загадена и денеска е со индекс од 71. Умерено загадени градови денеска се Кавадарци, Велес, Гостивар и Тетово.